Вечерва имам посебна чест да ви го представам еден, можам да кажам, драг пријател, Душко Алексовски. Еден од 100 луѓе во светот кои се бави со карпеста уметност и кој има признание за тоа. Душко, кажи ми, како започна твојот интерес за карпеста уметност? Тоа е многу интересно. Јас, кога видов дека со францускиот јазик не можам да напредувам, се запишав на еден да студирам пак повторно да студирам, и тоа археологија. Тогашниот асистент ми рече: ти не можеш да напредуваш во оваа гранка додека не отидеш на запад, особено во Швајцарија. Тој ми даде 3 адреси. Јас се јавив на тие 3 адреси и од сите 3 адреси добив дека можам кај сите да работам како археолог. Јас избрав една група и работев археологија. Директорот на таа институција рече: па добро се, ти се повеќе, како и ние, вика, гледаме да она што било пред 1000 години, 2000, 3000 години, треба да работиш нешто што е добро за целиот свет, она што и ние го работиме. Карпестата уметност. Без карпестата уметност ќе бидеш никој и ништо. Имаше ли поим ти тогаш дека постои карпеста? Ја и не знаем, прв пат слушнав за... Јас реков дека во Македонија нема карпеста уметност и затоа тоа не е работа. Не. Ти сега, првото одење во Македонија, на првиот рит, на првата планина, ке заминеш и ќе ги разгледаш сите камења. И се што ќе видиш нацртано, ќе го документираш и идната година ние пак ќе те примиме тука да работиш кај нас. Верувам дека ќе ни донесеш многу интересни цртежи од областа на карпеста уметност. Значи, тие имале сознание дека во Македонија има карпеста уметност. Да, тие имале сознание. Ја со првото доаѓање во Македонија, да кажав никому каде одам, да не ми се смеат, и заминав во близина на градот Кратова. И како Господ да сакаше да ме доведе тамо, кај што не да има, него целиот рит, секој камен, секој знак, огромна количина на знаци, и однаш сам за себе кажа: Македонијо, ке те биде, има карпеста уметност, има карпеста уметност. И така се вратив и едната година имаше што да покажам на мојот директор од Швајцарија, и од тој ден, тоа беше 1990, до ден денеска, иако сум во пензија, јас работам на полето на карпестата уметност и не сум сгрешил и понатаму. Се уште одиш на терен. Па сега не одам, и тоа ќе се пофалам дека за 30 години сите гравири на територија на Македонија се документирани и произлегува 30 книги од областа на карпестата уметност,
и како што се интересирам, да речеме кога одиме на конгреси, од таа држава, колку тој напишал книги, кој друг, кој трет, тие имат многу напишано, ама секој помалку. Единствен, кој што за една држава ги открил сите карпести цртежи и создал дела, 30 дела, има само Македонија. Колку грубо има такви цртежи? Како? Колку грубо во бројка има такви цртежи? 12.800 во Македонија. Кажи ми, со твоето искуство од овие 30 години колку го работиш тоа, која е разликата, по мое сознание и она што те пратам е дека почетоците на карпестата уметност, како што се куполи, како што се останати знаци, се нешто што буквално го има само тука. Или грешам? И така сега. Основно, карпестата почнува од Африка, Јужна Африка, пред 1 милион години. Е сега, подосна Австралија, Америка, Европа, и тоа е интересно, без да знаат едни од други, карпестата уметност од тие милион години па до 40.000 години е иста како јајце на јајце. Значи, цел свет една единствена карпеста уметност, тие се дупчињата во различен распоред, различна големина. Кај нас постои убава легенда која се е врзана со тие топчиња, со тие дека луѓето кога умираат паѓа звездата и таа формира поврзувањето на тие такви точки возможува повеќе од тоа. Да, и скоро исто и истражувачите на карпестата уметност во Африка, во Австралија, Америка, Европа, без да знаат еден за друг, исто ги документират, исто ги објаснуваат тие точки што се појавуваат на цел, значи светот само преку тие точки комуницирал меѓу себе. Во суштина се пишувало. Да, затоа Јас бев присутна на првиот конгрес што го имавте, каде што имаше многу значајни личности кои дојдоа и беа воодушевени од тоа што во Македонија го видоа. Да. Твоите испитувања понатаму и откривања доведоа до тоа да на некој начин почнеш сакал или не да се размислува на некоја туристичка презентација. Доволно е да на едно подрачје дојдат 10 луѓе, тоа е веќе туризам. Во начинот на презентирање вие отворивте тогаш еден парк кој се наоѓаше од Куманово према Кратово од лева страна и колку се сеќавам ми кажуваше дека до бугарска граница има цртежи. На кои вие направивте табли со објаснувања и се, тоа траеше многу кратко, едноставно сите тие табли беа извадени од непознати луѓе. И тоа не успеа да заживее како парк на карпеста уметност. Мене ми е многу жал што тоа не дојде до разбирање и морам да напоменам дека твојата работа на некој начин не доволно е препознаена како можност и за туризам и за она што ние го имаме, дека сме различити од другите во смисла на тоа што се е откриено. Да. Па видите, прв пат кога се откри карпестата уметност и кога се создаде Македонскиот центар за карпеста уметност, скоро цела Македонија живееше со
карпестата уметност. За жал, оние што се во музеите, што работат, стана некако не можеа да го поднесат но тој силен она што јас го открив како карпеста уметност и одеднаш се организираа сите археолози и објавија дека карпеста уметност во Македонија нема, а со карпеста уметност се занимава само Душко Алексовски, бидејќи нема што друго да работи. Но како може да нема ако е тоа цртеж кој е нацртан на камен? Но благодарение што многу Богу ме прифатија европските институции за карпеста го препознаа тоа и како првиот човек на карпеста уметност од Париз дојде тогаш кога само од едно место се влегуваше во Македонија од Бугарија. Ја мораше да ги земам и луѓето од амбасадата, да можат и мене да јас да појдам со нив, за да ги пречекаме луѓето од Франција и во Италија. Тие ја отворија изложбата за карпеста уметност. Во тоа време, 1903 година, ние направивме една преубава изложба во библиотеката во Скопје и господинот од Италија и неговиот заменик ја отворија таа изложба. Имаше и уште и од професори што предаваа на факултетот во Скопје карпеста уметност и тие отидоа на многу места во Македонија и така од време на време повторуваа. Никој пат не сме мислеле дека една земја како што е Македонија има толку убави цртежи од одамнашно време, уште од пред 40, 50, 60 илјади години. А тоа по друга страна ни кажува дека Македонија била населувана од многу одамна, уште пред 60.000 години. Во секој случај Македонија е раскрстница на ова подрачје и луѓето секогаш тука било животот овдека се движел нормално. Дека не си првиот кој почнал да се бави со карпеста уметност во Македонија, сведочи и тоа дека е 916-та, така, првата посета на Етиен. Така. Кој дошол во Македонија и едноставно регистрирал дека има карпеста уметност. Да. Јас не можам да разберам зошто археолозите се прават дека таа не постои, кога во секој случај секаде било кај да отидете ќе најдете некој цртеж кој нешто кажува и апсолутно сугерира дека е тоа карпеста уметност. Во што е проблемот? Проблемот со нив што тие се на еден начин не можат да поднесат дека некој друг, тие многу знаат дека што е карпеста уметност и што значи. Али тоа што јас предбив, ја открив карпеста уметност и им ги отвори очите. И по цел свет тоа пројде, тоа тие и денес не можат да се да го поднесат тоа и во овој време. Сега пред една година се организира повторно и напиша
еден текст дека и тие поканија многу што ќе пишуваат, ама само мене не ме поканија. И тие кажаа дека сите тие што археолозите ги покана, дека нема карпеста уметност во Македонија и Душко треба со него и полицијата да се расправа, оти работи нешто што е непознато за Македонија, не може да го објасни тоа Кобајаги и дека тоа луѓето што доаѓаат кај него од страна повеќе му се смеат отколку што кажуваат убави зборови, а тоа е сосема инаку. Луѓето што доаѓаат кај тебе не се обични луѓе, него се стручни во тоа. Јас се сеќавам на првиот конгрес, пак ќе го спомнам, беа луѓе кои сите се археолози, кои беа голем дел од нив пензионери, меѓутоа едноставно не дојде ни во еден момент проблем дека карпеста уметност е нешто што виси. Па дојде првиот човек на карпеста уметност. И од писмата што ги имам, тие притискат. 86 писма добив од врвот на луѓето кои работат со карпеста уметност и испратија писма и за мене, испратија писма и до институциите дека Македонија мора да ги објави сите книги што се напишани во областа на карпестата уметност. Само да видиме некој дали. Ти имаш можност, идат слайдови со додека ние разговараме, ти имаш јас тебе те запознав, ако не се лажам, во Кратово. Од таму почна. Да. Таму постои центар за карпеста уметност. Секој мое одење во Кратово, луѓе доаѓаат и се воодушевуваат на тоа што ќе го видат. Втора средба или второ нешто што мене ме наведе да ние почесто комуницираме, тоа е Цоцев камен. Кој исто така нема кога да сум отишла, секогаш има луѓе од странство кои го нашле тоа како податок, дали на Google, дали меѓутоа доаѓаат, нема кој да им даде информации, нема кој да им објасни сето тоа. Не може нешто да не постои кога ние со своји очи го гледаме. Гледаме дека е тоа цртеж, дека е ова нацртано на стена, не може да кажам дека не е кога е. Не можам да убедам некого дека тоа го нема. Мојот муабет и она што сакам да го потенцирам е дека тоа е туристички потенцијал неискористен. Луѓето доаѓаат, ќе го поглед на тоа, сликаат и ќе си отидат. Немаме можност да добие некоја фотографија, слика во рамка, нема можност да некој му објасни што е карпеста уметност во Македонија, каде се ја има, дека има можности да се одвојат и да се направат паркови кои ќе бидат со карпеста уметност и да едноставно тоа функционира и да има можност да карпестата уметност живее сама од себе. Далеко од тоа дека не ја признаваат, едноставно мислам дека патот на откривање или на начин на притискање дека тоа постои, дека може, по мене е само на таков начин. Дали вие сте имале контакти со Министерство за туризам? При Министерство за економија имаше одел туризам, Агенција за промоција на туризам и луѓе од агенции кои се бават со туризам. Дали стапиле у контакт со вас за таква можност? Со мене тие што ги споменавте не стапија, но се радувам што председателката Гордана ме покани на средба каде што ја детално ја запознав со карпестата уметност на Македонија. И тоа беше сега скоро. Сега скоро и спрема она што таа ме информира, значи дека владата се интересира и ќе почне
организирано да се работи на планот на популаризација на карпесата уметност во Македонија, а со тоа и Во свет. со целиот свет. Ти предаваш и на факултет во Штип, така? Кажи ми како студентите реагираат на... Сега ќе ви кажам. Порано, штом се формира карпешата уметност и се покрај другото се предаваше во учебниците по историја, излезе текст карпеста уметност, што и ден денеска само се разликува со тоа што никој не го предава. Исто така и во високото образование, кога јас отидов да предавам француски и латински во Штип, јас бев замолен покрај предавањето на француски и латински јазик да предавам и карпеста уметност, што ми беше многу мило. И не само тоа, на еден од факултетите, тоа посебно ми е драго, што еден студент од Кратово одбрани дипломска работа од областа на карпестата уметност. Како дојде годините да одам во пензија, јас заминав во пензија и престана предавањето на карпеста уметност во Штип. Значи, што треба сега најверојатно дека ова гарнитура, министерот за култура и наука ќе направат се да може да се предава како што треба карпестата уметност во средните школи и исто така како се предаваше на карпеста уметност на универзитетот во Штип, да се предава на сите на сите школи и универзитети и со тоа карпестата уметност ќе си го добие местото што и си го заслужува. Кажи ми од твое искуство по другиве земји, како функционира карпеста уметност во смисла на туризм? Видите, од карпеса може да кажем со сигурност, бидејќи цел свет го прошета. Светот живее од карпестата уметност. Ако ја земеме една Америка, кај што 3 пати одев таму и по неколку месеци предавав таму карпеста уметност и на конгресите таму. И на секое ритче едно, нема тие како нас многу, едно крсте да има со некои елементи, тоа постанува нешто толку интересно за луѓето и таму кога доаѓаат има по 100, по 200, по 300, чекат прве едните да го погледат, па да слушнат што ќе каже човекот што се занимава со тоа. Тие се повлечат, дојде друга група. Тие се повлечат, дојде друга група. Значи, сето карпеста уметност во светот живее. И сега, она што за нас, мислам дека тоа ќе прекине во нас да карпеста уметност, како што до сега е, карпестата уметност ќе си го најде своето место без разлика што тие неколку институции пред една година пишуваа сами без мене што е карпеста уметност, дали треба да се проучува, дали треба да го се даде место, тоа ќе си пројде. Јас колку се сеќавам, кога почнавме да соработуваме, викнав некои туристички водичи
Тоа дали беше на Цоцев камен или не знам, сега не ми е при Сигурно бил на Цоцев камен. За да едноставно бидат свесни дека тоа го имаме, да ја чујат приказната од тебе и да можат да ја пренесат на туристите. Мислам дека туристичките сојузи на водичи би требало да бидат контактирани, за да може да им се направи на неколку места презентација тоа што го има, дека може да тоа биде туристичка тура. Еве тоа и ова наша средба сега, да ја замолиме сите институции што работат со туризам да обратат повеќе внимание на карпесата уметност. Бидејќи таква карпеста уметност... Мислам дека најголем дел од нив не се ни свесни дека ја имаме. Таква карпеста уметност што има Македонија, нема во цел свет. Може би треба да се направи нешто, да се направат неколку работилници или како да ги кажам, обуки на кои туристичките агенции, туристичките водичи би дошле со тоа што би добиле увид што е карпеста уметност, што имаме, и на неколку места каде што може да е пристапно, да таа приказна се каже како што е Цоцев камен, пак ќе напоменам, како овој центарот за карпестата уметност, музеот во Куманово и Кратово, да се тоа посети, да на некој начин стане една од можностите на понуда за туристи. Еве, јас... Организирана понуда. Еве, јас сега објавувам дека секоја институција и поединец што ќе изрази желба да ја развива карпеста уметност, доследно ќе работам со нив, се додека не ги обучам да работат сами на терен. Било кој време, дали ќе биде ноќ, дали ќе биде ден, нема. Еве, јас ќе си преземам, да кажам, улога да контактирам со овие туристичкиве сојузи на водичи, да организираме такво нешто, на кое првично би било тоа предавање што е карпеста уметност и на неколку места да се отиде на терен, да едноставно сватат дека тоа е нешто што туристичките водичи се најбитни во целата приказна за туризам, бидејќи тој ја представува Македонија, тој ја кажува таа вистина. Јас се сеќавам кога работев в Експори Македонија, еве тука да сега отиде и фотографијата, јахуги донесовме на Цоцев камен и дека беа воодушевени од таа приказна што таму можеше да се види. Многу често го спомнувам Цоцев камен бидејќи е најпристапен или најпознат како нешто што е интересно за туристите. Кажи ми во овој момент може би неколку локации кои би биле интересни на таков начин туристички да се посетат. Кадровскиот регион е цел. Паланка е најбогата, не само во Македонија, во светски рамки. И на многу убави места се, и веќе неги луѓето, да речеме, да гребат, веќе сватија, народот во Македонија свати дека тие гравири не се правени за да некаде човекот... Не се шкртаници, него едноставно. Тие мислеа дека до сега штом најде такви цртежи, некој ги правил, па некаде на 3 метра ставил злато, го покрил и кога ќе дојде некое време, ќе си ги најде. Сега тие луѓето што работеа со мене, тоа се беа тргачи по злато. И вика професор, без пари ги ти работеа. Ама горе во Ридок, кога ќе отидеме, кај сакаме да копаме, ќе ми дозволите, ќе ви дозволам цел ден и цел ноќ. Ама ја тоа го кажа и на полицајците дека нема што да се уништи, ќе се копа на страна, колку сака нека копат, ја одговарам ако нешто не види. И додека еден со мене работи, помага, другите метар, 2, 3 у земја. Вика, тие бугари што им направи, вика, и ден и нос ме тражиле, вика, не, а оно нема ништо сега, вика. А дојдува, каже, тука има, па дека има, вика, 3 метра, не може надале. И сега веќе никој не ја ништо. Сега се слободни, карпеста уметност е ослободена од уништување.
Па еве, зборуваме за Кратово. Мене приказната за Кратово ми е многу интересна во смисла на туризам, бидејќи од еден замрен град успеа да се врати да биде туристички потенцијал. Ја мислам дека нема ден да нема некој од туристичка група која... Не, тоа е сигурно. И тој полека заживува. Може би и таа приказна за карпеста уметност и тоа што е освен музеот, да се направат некои тури кои може да бидат посетени од туристите во смисла на тоа да дознаат повеќе за карпеста. Добро е тоа па што во музеот сега од време на време се зема да работи детенце кој дипломира на археологија, а цело време работи исклучиво на карпеста уметност. Да. Тоа е после мене тој. Мислам дека и самите приказни, како што ја кажав оваја за звездите кои паѓаат, туризам е нешто што треба да те привлече и треба да има добра приказна. Терените кои се со карпеста уметност, нема каде ги нема низ Македонија, едноставно треба да имаат некоја таа своја приказна, која ќе почне да функционира во смисла на тоа, ај да видиме што е тоа. Значи, за да нешто почне да биде интересно, мора да има некое свое сознание. Јас би те прашала уште една работа, освен на стени и на карпи, каде што има и фигури нацртано, твоето најново истражување води код една многу интересна приказна за едно пишување кое е врзано со Кирил и Методи. Кажи ми нешто повеќе за тоа. Тоа е ова, не? Ова. Тоа. И ова. И ова е? Да. Сега. Ова е посебно и интересно за нашите гледачи. За прв пат ќе слушнат нешто огромно добро за Македонија, кое што ниедна земја на Балканот го нема. После 1015 години го открив местото на градот тогашен Равен на Брегалница. Тоа е меѓу Робештип и Штип. Целиот простор е испишен со раката на браќата, светите браќа Кирил и Методи, со едно писмо што тие го создаваат во градот Равен на Брегалница, и тоа е првото писмо за кое што и за прв пат сега македонците дознаваат дека кирилицата и латиницата не се првите писма што Кирил и Методи ги имаат створени, туку ова писмо, тоа е една плоча испишена, а ова е како се стручно обработуваат денеска овој вид на писма. Од моја туристичка гледна точка тоа е еден добар потенцијал на нештото дека од тука почнува, дека го има оставено и дека едноставно не може да се негира дека не е тоа. Начинот на тоа како ние ќе реагираме, како ние тоа ќе го искористиме, како ние од тоа ќе направиме приказна и како ќе донесеме луѓе кои тоа ќе го видат, зависи само од нас. За жал, мислам дека немаме доволно потенцијал. Немаме луѓе кои тоа може да го спроведат, немаме луѓе кои ќе не поддржат во сето тоа, за да едноставно Македонија биде мека за туристи да видат нешто што нема можност да го видат на друго место во свет.
Види, има луѓе што сакат на овој план да работат, и тоа многу. Но она што пак ќе се вратиме на службите, кои што се надевам пак на оваа власт, дека нема да биде се она што било порано, дека ќе си има луѓе кои што ќе работат и на оваа писмо, иако ова е целото обработено, и во секој град да се има вработен во музеите човек кој што ќе работи исклучиво на карпестата уметност. Без тоа Македонија многу ќе губи. Кога ќе почнат да доваѓаат луѓе да ја видат македонската карпеста уметност, тоа нема да има крај. Тоа се пренесува многу брзо од град на град, од држава на држава. Еве сега, иако е таква ситуацијата како што е, сепак доаѓаат луѓе. Јас сакам само да споменам дека јас ја направив се Словенија да почне да работи на карпеста уметност, а тие ме како сега сум кај нив директор, али почесен директор. Се што не можат да расчитат, одма пуштат писмата сега многу брзо идат и многу лесно напредуват. И сега беа скоро двајца во Словенија да видат ние како работиме тука, многу научија за тие неколку дена и мислам дека сега наред е Србија, иако археолозите во Србија се борат повеќе како нашите археолози да не почне истражување на карпеста уметност, бидејќи тоа нема. Али пак и Србија се виде како ние што сме денес. Неразбирлива ми е таа, како да го кажам, уплашеност, дека таа постои и дека едноставно треба да се проучува. Неразбирливо е прво е во човекот, од кога постои да нешто остави на трага. Второ, не можеш да го негираш, пак ќе кажам, нешто што со своји очи го гледаш, дека постои, дека се гледа, дека не е тоа сега обработено и дека не е тоа направено туку така, него дека има своја старост, барем сега може многу лесно да се процени и колку е старо и како е правено и што значи сето тоа. И не ми е разбирлива таа уплашеност на археолозите, у наводници кажувам, од карпестата уметност. Епа, они видува дека точно сватија дека ништо поголемо нема од карпестата уметност. Ама не се они. Тоа не може да го тоа тие не може да го преболат. Да беа они, тоа ќе многу побрзо ќе напредуваш. Али пак ќе напредува. Во цел свет постои карпеста уметност. Нема земја каде што нема карпеста уметност. И не разбирам зошто во Македонија ја нема, ако ја има во цел свет. Има Грција, има во Бугарија има, и тама никој не работи. И сега луѓето од Црна Гора што ме замолија да напише нешто повеќе за карпеста уметност и како да откријат карпеста уметност во Црна Гора. Тоа што напиша и го испратив, тоа навистина, спрема с тоа што ме информира, првото одење во планина, прво откривање на карпеста уметност. И сега Хрватска работат, ама работат сами по себе, нема организирано, најде нешто, чува го дома, не го носи никаде и многу тешко се направи. Босна малку по-силно
оди се. Веројатно благодарение и на тие босански пирамиди кои беа прифатени како такви и целиот тој цела таа наука, или како да ја кажам, е на некој начин поразвиена таму и полесно примена. Јас искрено, ние сме при крај на разговорот, брзо помина времето, јас најискрено се радувам дека ќе почне да се размислува правилно, дека можноста низ оваа страна да ја тераме туристички, едноставно ќе доведе до тоа да на некој начин поинаку почне да се размислува, зборам од научна гледна точка. Видите, јас вас ве охрабрувам. При работата на туризмот, ќе се имате сега групи што ќе посетуваат карпеста уметност. А има, или треба многу да се оди, кога ќе отидете до Кратово, многу лесно, многу се блиско. Да. Во Поданка уште поблисно, во Штип исто така. Така да тоа ќе биде да почнеме едно по едно да ги развиваме, едноставно да даваме податоци или можности како тоа да функционира и да на некој начин ги поттикнеме луѓето од туризам, бидејќи туризмот е бизнис. Во секој случај е нешто што ако има промет и ако има да остане во свој джеб, ќе биде заинтересиран да тоа го прави. А низ таквата можност за карпеста уметност секако има. Тоа значи дека треба само малце повеќе да се организираме и да на таков начин го направиме развојот на карпеста уметност од оваа друга страна, од која ќе ги поттикнеме луѓето дека кога ќе видат дека луѓе доаѓаат, дека тоа го гледаат со своји очи, дека ја пренесуваат таа приказна за да дојдат уште повеќе луѓе, верувам дека и научната фела ќе почне поинаку да размисли. Ова го спомнавте и веднаш почнете да работите на карпестата уметност со луѓе. Јас сум со вас. Во секој случај ќе се направи нешто повеќе од тоа. Сигурно јас давам спор дека на некој начин ќе ги организирам првично водичите и да можеме да направиме да туристички заживее карпестата уметност, бидејќи навистина има потенцијал. Кој не знаеме да го искористиме и кој едноставно оставен на времето да нешто повеќе се случи. Некој друго време во оваа просторија исто ќе влезат многу млади луѓе кои ќе се раскажуваат нивни се она што тие доживеале на терен, секако дека ќе карпеста уметност. Дека после тоа ќе викнеме некого да го каже својот впечаток. Нема само Душко да иде, него група. Да, апсолутно. Проучувачи на карпеста уметност. Начинот на кој ние тоа ќе го направиме и ќе се организираме е нешто што следи. И се надевам дека ќе успееме во таа приказна. Мене ме интересира твоето искуство во смисла на тоа научната фела. Јас присуствував на првиот конгрес. Мислам дека после тоа имаше уште еден. Дали имат... Немаше кај нас. Немаше. Забранено. Не знам. На некој начин научната фела од страна која ќе дојде, која ќе почне да зборува таа вистина, која не може да се побие, не може да се забрани, бидејќи ќе го видат со своји очи луѓе кои со години работеле во археологијата. Јас се сеќавам на првиот конгрес од Русија, што беше археологот, жената беше на некои своји 70-80 години и беше воодушевена, беше дојдена да бара цртежи на музички инструменти, ако не се лажам. И беше одушевена од тоа што успеа да го најде. Луѓето од Јапонија што беа исто така беа зачудени на се она што го видоа. Тие помогнаа да се формира Светската академија за карпеста уметност. Тие беа членови. Од 5 члена беа рускињата од Индија и од уште една држава.
Очигледно ќе ни треба уште една емисија за разговор. Јас се надевам дека гледачите уживаа во нашиот разговор, може би дознаа нешто низ можноста на фотографии што ги имавме и се надевам дека ќе се видиме во некоја друга емисија. И многу е битно, јас ви благодарам што толку убаво го прикажавте ова наше искажување за карпеста уметност. За прв пат толку слики луѓето видоа што не се виделе во ни една ваква институција како вашата. И затоа бидете поздравени и Македонија ќе ви биде благодарна. Не само ја. Драги гледачи, ова беше се за денеска. Се надевам дека ќе имаме можност и во некоја друга емисија да направиме сличен разговор, нешто повеќе за тоа околу каде присуствувавме и на каков начин тоа ќе го направиме туристичка тура. Ова е